Благодарам. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите е заради усогласување на овој закон со актите пропишани во Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидност, која Република Македонија ја има подпишано на 30 март 2007. Законот за ратификација на Конвенцијата и факултативниот протокол се донесени од страна на Собранието на Република Македонија на 5 декември 2011, а истите влезени на сила на 22 декември 2011. Во декември 2017 Собранието на Република Македонија го усвои Законот за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Република Македонија се обврза да превземе законодавни и други мерки заради обезбедување на правна, институционална и организацијска рамка за превенција на насилството врз жените, заштита на жртвите на насилство, како и казнување на сторителите на насилство. Од сите наведени причини и факти, предлогот на законот ги содржи следните решенија: уредување на поимот лице со попреченост, вклучување на сите можни облици на дискриминација со цел заштита од појава на секаков облик на дискриминација при користење здравствени услуги, еднаквост во остварување на правата и обврските на пациентите и вклучување на представници на Сдруженијата на лицата со попреченост и жените жртви на насилство врз работата на комисиите за унапредување на правата на пациентите. И ниту едно од наведените предлог законски решенија не е спорно. Спорно е тоа што додека се унапредуваат правата на пациентите на хартија, ветениот закон за докторска дејност се уште го нема. Спорно е тоа што додека се унапредуваат правата на пациентите на хартија, ни се случуваат напади врз доктори од страна на пациенти или нивни роднини. И спорно е тоа што додека се унапредуваат правата на пациентите на хартија, здравствените работници во Република Македонија остануваат без елементарни услови за работа. Нели е право на пациентите да можат во било кој датум од месецот да се снабдат со лекови на рецепт од аптеките кои имаат склучено договор со фондот? Нели е право на пациентите да закажуваат специјалистички и субспецијалистички прегледи преку мој термин кај своите матични лекари, секогаш кога за тоа ќе имаат потреба или препорака од својот матичен лекар? Нели е право на пациентите на закажаниот мој термин и да ја добијат закажаната здравствена услуга, а не истата да им биде откажана или одложена заради неработа на соодветен апарат или заради икс други причини? Пациенти кои патуваат од други градови до Скопје, ова многу често го доживуваат. Нели е право на пациентите да бидат љубезно и квалитетно услужени каде и да се обратат во здравствениот систем? А како овие права да ги остварат, кога нашите доктори се уште немаат плата од 100.000 денари и кога работат во субстандардни услови по амбулантите и под притисок на незадоволните пациенти кои со право реагираат? Каде е ветениот клинички центар и нели е и тој право на пациентите? Каде е бесплатното болничко лекување за сите и нели е и тоа право на пациентите? Сите ветувања за здравството се уште не се реализирани, а како најприоритетно го избравте токму ова денешново. Кога би ги имале реализирано досега сите ваши ветувања, сметам дека не ќе беше важно дали правата на пациентите денес ќе ги усогласувавме со овие конвенции. Ова ќе биде уште едно ваше залажување на јавноста дека нешто работите, но сета ваша работа е само на хартија. Како мислите да се реализираат правата на пациентите кога нивните матични лекари и стоматолози се уште чекаат покачување на капитациониот бод? Како мислите да се реализираат правата на пациентите кога ги немаме основните услови за работа на нивните лекари? Како пациентите ќе ги добијат нивните права од лекари кои не се задоволни? Изминаа 2 години во кои ништо не реализиравте, ниту за лекарите, ниту за пациентите. Ова предлог законско решение ќе остане запишано на хартија, но неговата вистинска реализација бара и носење на закон за докторска дејност и носење на нов комплетен закон за здравствена заштита
бидејќи тоа вие го ветивте. Не може нечиви права да се гарантираат на хартија од незадоволни лекари и останати здравствени работници. Правата на пациентите би требало да се загарантирани со Хипократовата заклетва, која што секој ја има како завет, но за жал не и секој ја почитува. По клиниките и болниците се уште имаме лекари кои дополнително и на црно земаат средства или подкуп од пациентите. Дали на тоа се приморани или не, но некој замижува пред ваквите случувања. Правата на пациентите мора да се реализираат од реализирани доктори и од доктори кои се реално наградени за својот труд. Кога платата на лекарите специјалисти ќе стигне 100.000 денари, тогаш и правата на пациентите ќе бидат исполнети. Се во ова беа ваши ветувања и планирани реформи за во здравството. Сведоци сме на чести напади на докторите од страна на пациентите. Дали за ова имаме план и програма? Сите можеме да бидеме пациенти, но не сите се доктори и здравствени работници. На кое ниво ни е здравствената култура, почитувањето и рейтингот на докторот во Македонија? Да не се трудиме да ги бараме, затоа што одговорот го имаме. Тој е дека лекарите и медицинските сестри се заминуваат од Македонија и ние многу скоро ќе се соочиме со недостиг на овие профили. Ќе ни останат празни болниците и тогаш за кои права на пациентите ќе зборуваме? Имаме многу градови и болници во нив каде недостасуваат специјалисти од многу гранки. Дали имаме стратегија за овој проблем? Ова се ваши задолженија и обврски. Овој предлог на закон нема да ни ги задржи здравствените работници во Македонија. Овој предлог на закон само на хартија ќе стои дека се грижи за недискриминација на пациентите по било кој основ, но реалноста е дека за кратко време во Македонија ќе нема кој да ги исполнува правата на пациентите. Кој било студент на медицина да го запрашате во неврзан разговор, ќе ви одговори дека си планира да замине од Македонија. По социјалните мрежи само се нудат поволни можности за работа во странство за медицинскиот персонал. Интензивно се изучува германски јазик и се напушта Македонија. Заради се во ова, предлогот за измена на Законот за заштита на правата на пациентите не велам дека не е добар, но е далеку од она што е навистина неопходно за македонското здравство. Пациентот во Република Македонија ќе биде задоволен и неговите права ќе бидат загарантирани само ако на докторите им ги покачите платите на 100.000 денари, како што им ветивте, само ако конечно донесете и закон за докторска дејност, како што ветивте, и само ако конечно донесете нов закон за здравствена заштита, како што ветивте. Се додека си поигрувате со вашите ветувања и повторно ги одложувате, се дотогаш ќе биде залудно носењето и на едно вакво предлог законско решение. Правата на пациентите ќе бидат реализирани само со задоволни и добро платени лекари, само со добри услови за нивна работа, добри апарати по болниците и клиниките, добра капитација за матичните лекари, стоматолози и гинеколози и конечно добра здравствена политика. Јавното здравство треба да биде темелот на македонското здравство во кој постојано ќе се вложува и интервенира и во кој пациентите непречено ќе можат да си ги вршат своите здравствени прегледи, контроли и секакви други интервенции. Релацијата пациент-лекар е обострано зависна и истата мора да се одржува, но само со здравствена стратегија и со министер за здравство кој што ќе има слух за проблемите на сите чинители во овој процес. Ниту пациентите, а ниту докторите и останатите здравствени работници би биле задоволни и реализирани, доколку истовремено не се вложува во правата на двете овие огромни групи во секоја држава, па и во Македонија. Затоа, зафатете се со работа, имате уште многу за реализирање од ветеното. Усагласувањето на овој закон со конвенциите на Обединетите нации и на Советот на Европа е само трошка од она што реално ги засега пациентите и здравствените работници во Македонија. Права на пациенти без права на лекари и без овозможување добри и квалитетни услови по болниците нема да има и не може да има. Хартијата трпи се,
но пациентите и лекарите трпат многу и веќе навистина долго време. Ви благодарам. Благодарам.